Отец Исак на Божик ќе ја служи вечерната литургија. Од после полноќ до рано изутрина го имаат божикното бдење. Лесновскиот манастир е местото каде токму за празниците доаѓаат многу луѓе и е еден од позначајните објекти за верниците во државата. Од сабањето има утринска богослужба. После тоа се служат така наречените царски часови, кои се служат во навечерието, пред вечерието на големиот празник на рождество на Господа и Спасителот наш Исус Христос и се служи вечерна богослужба со Василиева литургија. Тоа е во текот на утрешниот ден. Така се украсува црквата. По традиција се постила слама, се постава пештерата на која символично го кажува рождеството Христово. Манастирот во Лесново има религиозно, но и големо историско и општествено значење. Основан е пред 10 века од Гаврил Лесновски, кој во тоа време го основа и монашкото братство. Според кажувањата на отец Исак, во манастирот константно се случуваат чуда кои сведочат за значењето на ова место. Уште тогаш почнале многу чудеса да се случуваат, имено одејќи во поворка монасите со неговите свети мошти, а телото него останува нетрулежно, бидејќи исполнето со Божјата благодата на Светиот Дух, го задржало во нераспаѓање, благоукано било и се отвора шумата, сама се тргнала пред поворката и дошле до манастирот, ги положуваат неговите свети мошти. И денес ова место е исклучително посетено. Лесновскиот манастир денес е место каде се моштите на новиот светител, свети Гаврил Светогорец, кој по потекло е од Штип, а после долги години во Светагора дошол во Македонија. Од времето, векови наназад, како доаѓале луѓе со тешки болести, и телесни и душевни. Луѓе доаѓале што биле демонопседнати. Кажува тука старите луѓе село дека монасите им читале молитви, се исцелувале, сакати проодувале, глуви прослушувале, нероткињи добивале рожба. Се по молитвите на Светиот Отец, Гаврил, Лесновскиот чудотворец, и заради верата на народот, чудото со Лора, една капка во морето на чудеса на Светиот Гаврил, многу чудеса на вистина и во наше време, на кои сме ние сведоци, се прибираат тие чудеса, секако за да остане спомен за идните генерации. Ова цвеќе, да речеме, например, е споменот еден брат од Виница пред 2 години, дојде со тешка диагноза на нозете, многу течени нозе, не можеше да оди, медицината толку можело да му помогне, јапчињата и лекарствата. После молитвата пред моштите на новиот светител Свети Гаврил Светогорец, веќе нозете му спласнале, се врати после некој ден, радосен и така ова цвеќе од него за спомен. Во манастирот сретнавме верници од сите генерации. Дел од нив исто така сведоци на настани кои што се тешко објасневи во световниот свет. Еден пример бев јас на едно детенце, имаше собркајка, околу 5-6 години детето, и го доведевме тука и го менот на манастирот, тогаш беше отец Дамаскин, му прочита молитва и детето од утре почна да кажува мамо, тато, и знаеш од тука почна да зборува. А пред тоа години и пол после собркајката никој не можеше да зборе. Па да, колку можеме доаѓаме почесто и некако не знам, тука се чувствуваме мир, чувствуваме спокој и затоа доаѓаме. Јас не живеам овде во Провишти, па секогаш кога имам прилика кога сум овде го посетувам. Овој камен прак тука на средишен прак прикажува, бидејќи излижан од многу народ што дошол тука, колку ли народ само дошол за овие 10 века и на колку народ помогнал Светиот Отец и се уште не престанува да помага. Индикативно за македонското општество е тоа што според истражувањето на Институтот за демократија, граѓаните најголема доверба имаат во војската, па потоа следува црквата. Граѓаните повеќе веруваат на црквата отколку на здравствените институции или експертите, например. Потоа имаат поголема доверба од полицијата, од јавната администрација, од владата и од медиумите. Црквата моментално е втора на листата на доверба од речиси сите институции во државата.
доаѓаат луѓе не само од Македонија, туку и пошироко. Пошироко има една група од Србија која доаѓа редовно 2 пати во годината. Тие сведочат дека преку 100 исцеленија на луѓе што дошле во таа група од леукемија, од канцер, од шеќерни болести, од психички болести се случиле и се многу благодарни и на двајцата свидетели кои. Манастирот има и уметничка вредност. Во време пред пандемијата често бил посетуван од професори и студенти по византиска уметност, како резултат на фрескописот кој е уникатен и значаен. Религиозните лидери очигледно уживаат голема доверба меѓу граѓаните и понекогаш ја користат таа општествена моќ да упатат значајни пораки. Треба сите да се разбудиме од некој гревовен сон, од материјалното бреме, малку да го отфрлиме сите и да, што вели Господ, барајте го најнапред Царството Небесно и Неговата правда, а се друго ќе ви се придодаде. Значи, треба некој редослед во животот малку да смениме сите ние.